Еве се наоѓаме денеска, агендата е посета на дивиот пазар пред спортскиот комплекс, спортска сала, и како што и во претходни неколку најави кажав дека ово е придобно сврталиште на многу трговци на половна роба и она што се вика бувљак или див пазар. Куманово гради стратегија од позиција што ценејќи социјалната карта на граѓаните у Куманово, ние не сме во можност да реагираме за да го дислоцираме овој пазар, бидејќи некаква материјална корис овие луѓе вадат од ова работа. Нашата идеја и план и стратегија е да направиме во продолжение на зелената зона на градскиот океј, каде што имаме земјиште кое не е РМ, кое има приватни собственици, да таква е и урбанистичката документација, да тука биде дислоциран времен пазар, каде ќе овие луѓе ќе вршат оваа дејност без да реметат на сообраќајната инфраструктура, односно паркингот на спортската сала и идниот базен кој е во близина. Значи, дефинитивно, ние на една година овој проблем ќе го затвориме, бидејќи имаме доста коментари од зелениот пазар, бидејќи овде на ова место се одвива продажба на големо на трговци кои со зеленчук ово ще работат, така да на тој начин дефинитивно ќе се стави крај на овие маки, на оние луѓе кои работат регуларно во зелениот пазар, и горниот и долниот зелен пазар. Овие луѓе едва вадат за екзистенција, ќе треба ли таму да плаќат, бидејќи рековте дека приватно? Па и овдека некаква закупнина плаќат на луѓето кои го експлоатираат моментално. Овој простор е во ингеренција на ДТВ Партизан и спортските друштва кои се здруженија на граѓани. Мислам дека нема да има разлика во однос на закуп на просторот, бидејќи тоа се некои минимални давачки, така да сигурно тоа што ќе биде следено ќе има некаква комерцијална содржина, односно ќе има некоја финансиска помош. Уште нешто би ве прашале, градоначалник. Значи, еве сега знаеме дека Авганистан е при крај до 2014 сите ќе се вратат тука. Имате некои пресметки, предпоставувам колку месечно се слеват пари во банките во Куманово само од овие луѓе што работат таму, и дали имате план, проект, идеја како тие пари да останат во Куманово, да понудите готови проекти на овие луѓе за да можат да инвестираат тука во нивниот град? Па, ако ме добро пратите во оваа кампања, јас основна поента на мојата програма е економскиот развој. Како што кажав, економската зона во атарот на речица 60 хектари, 600.000 метри квадратни за мали предпријатија, за незагодувачка индустрија, лесна индустрија е еден стимул за сите тие нови наши домашни инвеститори кои на некој начин и ќе вработуваат, а и ќе имаат финансиски ефект во нивните средства. Нашите сознанија за број на луѓе е варијабилен, по 3 до 5.000 луѓе на годишно ниво и да ти се враќаат, месечен прилив е околу 5 милиона или 60 милиона долара на годишно ниво. Тоа се некои сознанија кои се варијабилни. Меѓутоа, јас како што кажав и у претходните мои настапи, многу често овие луѓе ги вложуваа во граđевина, во инвестиција на станови, на комплекси дуќани, што направи едно презасидување на пазарот и можеби следната страница во нивната инвестиција ќе биде баш во стопанство и економијата, и тоа е шанса за нашиот економски развој и новите 2.500 вработувања. Имате ли некои бенефити од општината во однос на комуналија? Па јас како што кажа во сите настапи дека таму земјиште ќе биде 1 евро, а нема никакви комуналија, општината ќе помогне во пристапната инфраструктура, во канализационата мрежа до пристапот на зоната, водоводната мрежа, енергетските капацитети на таа индустријска зона ќе биде во договор со ЕВН, така да ќе имаме големо леснување за сите тие инвеститори, на некој начин можеби ќе биде примамливо за сите овие потенцијални инвеститори, што ги кажавте луѓе кои работат да гурбат, дали се вика Авганистан, дали во Западна Европа, сите тие средства на некој начин одржуваат финансиската стабилност не само на град Куманово и доста допринесуваат за финансиската и фискалната стабилност во Република Македонија.